Јас секој, значи, ако земаш телевизии, има група 10 експерти, по цел ден одат по телевизиите и зборуват против Бугарија. Да, и у Бугарија јас пази. Веројатно и таму има такви експерти. Има, еве, јас сум најголемиот противник на партија Возраждане, таму тие здруженија Македонија, како се викат. И со нив војувам, сега војувам. Сум во голема непријатност ради моите ставови дека Македонија е македонска нација постои, македонска држава постои и тоа треба да се испочитува. Ние живееме во нашата... Добро, еве Бугарија не го почитувате. Како не го почитува? Па призна македонска нација, македонски јазик. Спорот е друг. Еве сега им пречи што македонскиот јазик се споменува во еден извештај на Европската комисија. Велите признале македонски јазик? Не знам за овој случај. А како Бугарија призна македонска нација, македонски јазик? Добро, меѓутоа тоа е декларативно. Сега декларативно. Ако ги гледаме, како декларативно? Ако гледаме од денешен аспект, еве го зборуваме добрососедството, сега видете. Мислам дека не е декларативно. Бугарија велите прва ја призна Македонија. Помогна со нафта, помогнала со оружје за време на војната. Толку ли е тешко да ја крене рампата за нејзиниот сосед да напредува напред? Како да го нема, Македонија нема проблем со Бугарија. Зошто цело време се вртиме на една приказка? Македонија има проблем со европската Добро, меѓутоа еве ако Бугарија е толку добар сосед, веројатно ако каже дека еве, не знам, може да се спроведат тие уставни измени со одложено дејство, со што би се добиле некакви гаранции дека нема да има нови непринципиелни барања. Зошто не се направи еден таков чекор? Бидејќи еве не е ни проблем веројатно внесувањето на бугарите во уставот. Проблем е да се знае дека предвидливоста на патот на Македонија кон Европската унија и дека нема да имаме вакви. Еве сега, јас сум човек, сакам да ги гледам реално работа. Значи во Македонија неприкосновен водач и лидер е Мицковски, така? И има целата власт. Во Бугарија неприкосновен лидер и водач е господинот Радев. Според мене, само со разговори... Ама Иве Радев одбива средба со Мицковски. Да, одби Радев од кога беше бе па некои навреди, некои увреди бе и тогаш Македонија се супротстави, не знам што беше. Рече дека не гледа причина и не гледа причина бидејќи Македонија упорно според Македонија упорно значи не сака да ги прифати овие 20 колку се не знам договорот кој беше со првиот за промена на уставот, за УДБА. Еве нека направи Македонија еден потек, бидејќи ние имаме желба да... Македонија има направено многу потези. Нека каже да, ќе влезат бугарите и ќе го отвори. Еве прво нека каже ги отвараме досието на УДБА и КОС. Ајде. Добро, ако земеме во обзир, само извинувам, ако земеме во обзир, најдоброто нешто што може да се случи во добрососедството, после 45 година страдаат сите воморовски фамилии, меѓу кои мојата... Добро, ама вие велите еве Македонија да направи потек. А цело време не кажуваме еден потек, еве во последно време кој што го направила Бугарија за да ја помогне на Македонија или во однос на добрососедството. Еве сами рековте дека треба на ниво на лидери, односно тамошниот председател, македонскиот премиер да седнат и да разговараат. Но како да го сторат тоа кога едната страна го одбива тоа? Признае на македонска нација, признае на македонска држава, признае македонски јазик. И тоа не е доволно за една држава. Што е важно за државата? Ја велам во последен период, а вие пак се навраќате за она што било пред Бугари го направи компромисот. И не ми одговори што сакаше да кажеш со тоа. Не, ми беше тоа, знаеш, ми беше бидејќи бранеш нешто не се брани. Не, ти беше дека јас како албанец по етничка припадност не смеам да бранам национални прашања кои се однесуваат на Македонија. Не реков. Апсолутно тоа ти беше сега. Па јас ги бранам повеќе македонските интереси. Католик од папата сакаше тоа да го кажеш со тоа избор. Може грешка бев разбран. Па вие веројатно сметате дека треба да ги браните македонските интереси или бугарските, бидејќи велите ве повеќе ги бранам македонските. Па затоа ви велам. Ги бранам македонските велите дека сте македонеци, дека така се. Јас ги бранам сегаш македонските интереси. Моето да се направи компромис Македонија, еве давам предлог на владата на Република Македонија да се направат сите промени. Македонија на брза лента ќе влезе во Европска унија. Добро, има ли гаранции дека нема да има нови непринципиелни барања? И зошто не се дадат такви гаранции? Мислам дека Европската унија рече дека тие се предлози што се договорот што е со не знам колку точки таму, тоа други ќе нема. Јас мислам дека Бугарија не може да се игра со Европската унија, бидејќи тие имаат решение.
ги сопират инвестициите и Бугарија не може без европски инвестиции. Тоа секој треба да го разбере. Значи Бугарија зависна се уште од тие европски инвестиции. И Бугарија не може да прави што сака. Ако Бугарија договорила дека друго нема да има и ќе нема, верувајте. И јас секогаш зборувам. Во Бугарија живеат 2.360.000 граѓани на Бугарија со потокло од Македонија. Но на што го темелите тоа дека нема да има други барања? Бидејќи еве заявилите, ја имаме историската комисија која што ќе дискутира за многу историски прашања. Не знам как да кажам. Ако цела Европска унија сите високи представници доаѓаат овде и кажуваат дека тоа нема друго да има. Ако Бугарија вика исполните го тоа, друго немаме. Значи, проблемот е да почнем да добра, ако така вели, зошто нема црно на бело гаранција дека тоа ќе биде така? Бидејќи сега кажано тоа, нема да има друго, меѓутоа јас од овие правни разврски не разбирам, можеби тоа он ќе го каже, адвокатот ќе го каже. Може се одложено действие да биде. Не, па затоа реков, имаше предлози. Зошто е толку неприфатливо за Бугарија да почнат да важат тие уставни измени откако ќе влезе Македонија во Европската? Па нека седнат моментално Тие ќе бидат внесени во уставот, уставот ќе биде, меѓутоа ќе започне правно да действа. Нека седнат да преговара. Да важи од тогаш. Реков. Ама како да седнат да преговара? А дали мислите вие со министер Муцунски е можно нешто да има промени во надворешна политика на Македонија? А зошто што му фали? Што му фали? Да ти кажеш што му фали. Татко му беше висок функционер во југословенските служби. И се ти значи тоа нешто? Која е врската, мислам? Како која е врската? Ако мојот татко лежал затвор, тој бил против тие југословенски служби, се борел за независна македонска држава, а тие што се бореле за Југославија и тие што се борат сега за српски свет. Ако не може со Муцунски мислиш, ке може, не знам, со Александар Николовски пример. Ако тргнеме од тие. Па исто за Александар Николовски. Пример, сега карикирам, не викам некој друг, не знам, некој по-радикален. Не може со Александар Николовски да се дали мислиш Европска унија не прата што се случува. Значи ако имате профил на политичар во МРДПМН, кој најконструктивно би постапил во овој случај, тоа е, мислам, Муцунски. Реално. Муцунски? Апсолутно. Сега зборувате за Муцунски, меѓутоа ајде да ја земеме. Сега по-либерални се ставовите негови во... Да ги земеме... Не дека го бранам него, бидејќи не ми значи ништо туку. Пази, немаме... Објективни причини кажувам. Да не коментираме за личности што не се наоѓаат во студиото, за да... Откако Муцунски е министер за надворешни работи, нема ни еден добар извештај. И првото кое требаше да го направи ова влада, требаше да го смени Муцунски и да го смени Александар Николовски. Бидејќи ти во денот... Добро, ама која е улогата на министер за надворешни работи во извештајот? Значи, во извештајот пишува дека не се справува многу добро со борбата против криминалот и корупцијата. Сега која е улогата сега на министерот за надворешни работи? Да, најголемата забелешка беше тоа. Ајде бидејќи го споменавте Еве Муцунски, меѓутоа не сакам да дебатираме и да споменуваме личности кои што не се во студиото, за да не испадне потоа дека сме зборувале во нечие отсуство, да се дистанцираме малку од квалификации, ве молам. Еве го споменавте вие Муцунски, министер за надворешни, тамошната шефица, бугарската шефица на дипломатијата Петрова Чамова, уште во незината прва изјава во Брисел, не нарече северно-македонски партнер. Еве пак прашањето, оди ли тоа во насока на добро соседството и сметате дека случајно или намерно? Како требаше да еве јас граматички многу не да ми објасните како требаше таа да каже? Значи северно-македонски дали Македонија народ, северно-македонски јазик не постои, тоа е утврдено во Преспанскиот договор. Јас никош не сум рекол север. Името е Северна Македонија, меѓутоа како треба придавката не смее да се користи за северно-македонски народ, северно-македонски јазик и тоа веројатно јасно го знаат и тамошните власти. Во пасош неправилно се произнесува тоа во случај. Ако е така, ако е треба јавно, ако имаше треба, ако е тоа граматички неправилно, треба да се извини, бидејќи еве јас никош во животот не сум. Сметате дека случајна била грешката или не сум случај. Таа уште ќе ја прашам дали е намерна или намерна, ти викаш сигурно се разговарал со неја, па знаеш дали не. Виде, во пасош пишува Значи, прашањето беше дали намера. Таа не беше ненамерна била.
Не знам дали на... Добро, мислам не дека, навела, али некој што 15 дена е министер на такво, сигурно ќе направи некои грешки. Но не беше таа некоја грешка, толку да се реагира. Еве, мислам дека ако е грешка... Сигурно нареден пат ќе се поправи. Мислам дека ќе се поправи. Бидејќи ова жена е една од најголемите учени во Европа. Неин труд е прогласен научен труд, 10 најзначајни трудови во Европа. Сакам да кажам, се работи за високо интелигентно образована жена. Ние имавме образовани министри за външни работи. Па како немаме? Имавме и имаме сега. Веројатно како такви ќе внимаваат во нивните јавни изјави. Треба да се извини. Така, бидејќи го споменавте Муцунски, затоа се навратив на тој случај, малку од подамна беше. Ајде уште едно прашање до вас, ако ми дозволите. После опожарените возила пред бугарската амбасада, кои што јасно беа нели осудени и од двете страни, и од бугарските и од македонските власти, сторителот е фатен, поднесена итна кривична пријава против него, станува збор за изолиран случај, мотивите се уште не се познати, бидејќи самиот сторител досега не ги открива. Беа најавени после тоа затварање на границите на сите три гранични премини од Македонија кон Бугарија, меѓутоа во последен момент беше сменета таквата одлука. Како вие го оценувате тоа и што доколку останеше таквата блокада, односно најавата за блокада доаѓаше од Фондацијата Македонија? Сакам да ви кажам. Добрососедски ли е да се блокира да ви кажам. цела една сите гранични премини од една кон друга држава? Јас во последните 35 години по-лошо нешто не сум сретнал. Значи треба прво да ви кажам. Меѓутоа беше начално одобрено од бугарските институции. Меѓутоа во последен имаше дозвола од Министерството за внатрешни работи во Бугарија за такви собир протести или значи прво ви кажам од сигурни извори. Овој претседателот на Македонија, Виктор Стојанов, кој јас го имам дадено на суд. Од бугарска држава му беше речено да не се занимава со глупости и затоа тој откажа. Значи тој лично го откажа најавениот собир протести. Тој лично изјави дека се откажува, но ти да затвараш граници, а пази, прво случајот беше чист, за нула време сторителот беше фатен. И сега ти да бараш човекот на суд, беа најавени таквите блокади. Револтот во Бугарија, знаеш кој беше? Бидејќи претходно еден така пејач, како му беше името, кога запали еден бугарски клуб во Бито или кај беше? Го запали клубот. Ламбе, така, еден неталентиран пејач. Ве молам, реков, без никакви квалификации, тоа се ваше јас сум прв лично мислење што не е во ред да се изнесува. мислам дека сум за музика квалификуван. Пејач. Ајде, пејачот, како беше Ламбе? Небитно е. Добро, Ламбе запали клуб. Значи, според македонските закони требаше да лежи од 3 до 5 години затвор. Тој беше усудно казнат и стана национален херој. Го вика по сите телевизии, го вика по сите прослави, партиски прослави. Што има врска сега едниот настан со друг настан? Сега вие велите запали од бугарско здружение во Македонија, ама во Бугарија не ни може да се отворат македонски здруженија, бидејќи државата не го дозволува. Ама еве ги пресудите од Страсбург се однесуваат делумно и за тоа. Ако Ламбе беше однесен спрема законот, палење што е нешто, не знам како да джихидистички за мене, Ако имало олеснителни околности, му било прво дело и други олеснителни околности. Не пише од 3 до 5 години, значи олеснителни околности 3 до 5. Зависи квалификацијата каква била. Не може судот да го шеташ по телевизии. Не може да се и да го шета партиите. Сакате да кажете дека не били испочитувани законите во конкретниот случај? Да, пише закон од 3 до 5 години. Добро, веројатно биле земени во предвид, бидејќи се навраќаме многу за настан од минатото, не можам ни јас во моментот да проверам. Еве, за мене лично, може да ти кажам за мене? 3 пати бев нападнат, 3 пати. Од кого сте биле нападнат? Еве, ќе ви кажем, од бодигардите на Заев. Среќа имаше, еднаш бев нападнат пред еден супермаркет, че имаше видеокамери, ме псуја мајка бугарска и така натаму. Знаеш по колку беа казнат? По 150 евро. 3 пати по 150 За кое дело беа за напад, физички напад со тешки телесни повреди. Ако сметате дека сте биле дискриминирани, исто и јас бев нападнат и скоро ми стигна пресуда дека ја казнат на исто на 150 евро. Колку? 150 евро исто напад.
Ако сметате дека вие сте биле сега дискриминирани, го споменувате Заев и неговите бодигарди, како што рековте. Тоа зборувате во време кога бил премиер или сега кога е граѓанин на Струмица? Кога беше премиер. И вие тоа го пријавивте, го има документирано во... Пријавивме, на суд бевме, има судски пресуди, всичко по 150 евра казна, пријатно толку. Добро, ајде уште малку околу, ако сакате и самиот случај да го прокоментирате, бидејќи беше дочекан со незадоволство од бугарска страна со пожарувањето. Дури имаше една изјава, еве сега и ќе ви ја цитирам. Се извинувам, дека и покрај тоа што македонските институции го осудија ваквиот инцидент, дека од Ѓорѓ Ѓорѓиев доаѓаше изјавата во бугарскиот парламент дека тоа е напад врз целата држава, врз Бугарија, а вклучително и врз целата Европска унија, бидејќи Бугарија нели е членка на унијата. Сега ако се знае дека станува збор за изолиран случај, ако сторителот веќе беше фатен во Македонија, кој што е извесен нели Скопјанец, кој што призна дека го сторил делото, Зошто дека мотивите се да посети дека си правник може. Ја мислам дека мотивите се дека биле нелегално паркирани возила. Непрописно паркирани. Тоа не е мотивот, но види. Па сега и вие рековте дека не кажувате. Не тоа правно види, ама човек правно формално. А можно ли е тоа да е напад врз една цела држава и врз Европската унија? Правно формално да. Изолиран случај, случаен минувач кој што ги запалил судот ќе докаже дека бидејќи вие дали еве сега на пример јас ако одам во некоја амбасада, нели, фрлам бомба, тоа е напад на држава. Сега велите да фрлите бомба внатре во амбасадата, тоа се возила паркирани на тротоарот пред амбасадата. Ти да палиш дипломатска кола, тоа е напад на државата и целата унија. Тоа е напад. Но проблемот не е проблем, него доброто е што Република Македонија успеа за нула време да го фати. Така, за експресно време беше расчистен целиот. Сега веќе добива правно добива друг ефект. Човекот е најден со слика Путин и се зголеми ли сега довербата во бугарска страна дека се казнуваат ваквите сторители и дека значи ако си владе правото бидејќи ве рековте ако биде казнат пак условно реакциите биле поради законот е 3 до 5 години. Добро, тој во моментот е во притвор, ќе видиме како ако го казнат пак условно или 6 месеци, мислам дека не сме завршиле работата. Ако биде казнат според законот, законските одредби, тогаш ќе биде окей. Така. Мислам сега според закон ќе биде казнато, дали ќе има правда, тоа е друга работа. Добро, ајде бидејќи немаме уште многу време од емисијава, сакав да опфатим уште неколку теми. Реконструкцијата, мислам дека ја споменавме и во текот на дебатата. Познати се веќе имињата. Еве имам информација дека се доставени до собранието и дека во понеделник ќе се гласаат. Како вие гледате на ваквата реконструкција? Имаше рокади во дел од министерствата, има и нови лица, пред се доаѓаат од Вреди, од коалицијската партија, албанската коалицијска партија во власта. Ќе донесе ли кадровско освежување ваквата реконструкција во владата и очекувате ли подобро работење од овие нови министри кои што доправа треба да бидат изгласени? Па не, апсолутно сметам дека сето тоа беше така козметички, да кажам, направено, бидејќи прво немаме никакво образложение за сите министри, посебно зашто на пример биле неуспешни, ниту пак зашто овие нешто сметат дека ќе сменат новите имиња, така да не сметам дека е нешто направено врз основа на проценки на направени, дека овие што заминуваат не ја вршиле работата како што треба, ако така требало да се постапи, тогаш, например, министерката за финансии е прва која што треба да замине, или на министерката за енергетика исто, но сметам дека тука е направена врз основа на тоа кај кои луѓе има поголема доверба премиерот. Односно, например, не може една Кочовска, Димитриевска да биде така цело време заштитена од него, или пак Сања Божиновска, или пак нели Златко Перински сега ќе го назначат за директорот на фондот за здравствено осигурување. Сега со факултет завршен по спорт. Зошто сметате дека се заштитени? Велите заштитени, имате некаква конкретна информација? Например, директор на фонд за здравствено осигурување, вие именувате човек со завршено образование за спорт. Мислам, која е другата логика, освен тоа дека е премногу близок со премиерот и дека тоа е... Имате ли вие докази околу тоа, бидејќи сега зборувате дека
лична проценка било и дека биле заштитени. Логични, ако тргнеме, мислам, ако ги анализираме состојбите и порано, нели он беше главен фаворит на Мицковски за кандидат за градоначалник на град Скопје. Беше претходно шеф на кабинет негов. Така да сметам дека некои луѓе премногу се фаворизирани од премиерот и затоа добиваат постојана функција, а не врз основата на промени ќе донесе ваквата реконструкција? Па не очекувам да донесе некакви промени. Ајде кратко и вие околу реконструкцијата, бидејќи сакам уште една многу битна тема до крајот, имаме уште 10 минути. Промени во владата значи некој нов почеток и многу пати сум го рекол тоа, не се важни, за мене се најважни советниците кои се во владата, експерти. Министрите само фигури. Сакам да кажам и тоа сум го рекол тука, најуспешен председател во Америка е Реган. Тој беше глумец. Не разбираше ни од политичка економија, ни од геополитика, ни од банкарство, но околу него ги собра најголемите експерти. И ако мислам дека ако околу овие министри дојдат експерти, а не луѓе, еве јас знам луѓе кои тук што завршиле факултети од уличните факултети, веќе се советници. Со такви советници не бива ништо. И затоа мојата препорака до господин Мицковски е тие министри што се сега поставени, но да назначат експерти. А во Македонија мислам дека има доста добри експерти. Вие имате министер за економија, некој што завршил во фонд, 4 години образование, мислам, за што да збориме понатаму. Сега, да го прашате која е разликата помеѓу, не знам, Кейнс и Хајек, нема да знае. Така е. Имавме, например, советник, например, беше Ванчо Узунов. Најважно во моментот е, бидејќи јас сум сигурен дека господин Мицковски сака да направи реформи, како што рече, уште 2 години ќе бидам премиер, и он сигурно се враќам кај студентите, сигурно сум дека ќе сака да остави впечаток на добар премиер кој допринесел добро за државата. И затоа најважно е, ако сигурно слушат негови советници, најдобрите советници во Македонија ги има многу, да влезат во владата, а министрите нека бидат само формални. Ајде, уште една тема, при крај на емисијата сме, ве молам да бидете концизни во вашите излагања околу врсничкото насилство, кое што, за жал, се почесто го гледаме, алармантен бран би рекла во последниот период, пред се во Скопје. Еве денеска имаме уште 2 случаи. Напад над малолетник во Карпош и насилство меѓу девојчиња во Центар. Меѓутоа, овој последен случај кој што ја згрози македонската јавност беше оној во Скопски аеродром, каде што повеќе девојчиња нападна малолетничка, беше понижувана, навредувана, физички малтретирана. Потврдаме ли како општество е најклучното и најбитното прашање и како да се справиме со ваквото насилство? Освен другите кризи, ние се наоѓаме во една тешка таква морална криза, да кажам. Мислам, во конкретниот случај, станува збор за негрижа од страна на родителите. Мислам, недоволно се посветува внимание на децата. Главен приоритет сега им стана на повозрастните да искачат, да се забавуваат, да си пијат. Например, вие денес како искачате во некој клуб, повеќе ќе видите луѓе од старост на 40 години отколку млади луѓе. Мислам, тоа кажува дека децата уствари се запоставени од нивна страна и затоа, мислам, и е алармантна состојбата поради непокажување грижа према своите деца. Мислам, и затоа посега тој е малолетници кон насилство, според вас? Апсолутно, мислам, тоа во таа возраст доаѓа од дома, бидејќи реално не може. Добро, бидејќи еве рековме се повторуваат ваквите случаи. Кој според вас треба да понесе одговорност? Досега имавме случаи каде што родителите не понесуваат одговорност, односно законот е таков каде што малолетните не можат да се казнат, родителите велат дека не го увиделе тоа навреме, дека тие не биле запознаени со тоа. Мислам дека треба и законски се дистанцираат да се прават и поради нели честите случаи. На кој начин треба да се донесе тоа? Имаше и некои предлози, ако не се лажам, за некаков регистар каде што ќе бидат родителите на тие деца кои што се насилни. Мислам дека не мора тоа да биде кривично, но може парично, бидејќи нели и под джепот ако ги удриш тука луѓето, после стануваат малце се едуцираат малце. Мислам, влијае тоа превентивно. Бидејќи дете од 10 години, 9 годишна возраст, мислам, не е доволно способен да расудува за тоа што го прави. Така, добро. Ѓорѓе, мислам дека целата вина треба да падне на родителите и казната што треба да ја добијат децата да се третираат како возрастни, но да бидат осудени родителите. Бидејќи ако јас
Мојата фамилија сме посветени на децата максимално ги носиме на физичко, на англиски, по школа ги носиме, ги воспитуваме. Еве да спофалам, мојата внука доби прва награда меѓународна на пијано во Европа. И сега, ако ние улагаме на нашите деца, некој не ги воспитува децата... Каква казна треба да има за родителите според вас, бидејќи рековте одговорноста? Голема треба да биде казна. Значи, ако парична? Не само парична. Бидејќи ако казната за возраст е, например, 2-3 години затвор, да не биде детето осудено, него родителите да бидат. Кој ќе се грижи после за детето? Мислам нелогично. Затоа реков и треба парична казна. Што со насилникот, ако се приведе родителот или се казни, како тоа ќе влијае врз однесувањето на детето? Нема да се постигне целта на казнувањето. Во случајот целта на казнувањето е детето да се редуцира. Ако родителите веќе не се дома, големи парични казни. Мислам дека стварно тоа е, не знам, ние во провинција толку проблеми нема, бидејќи сме горе-долу. Има ли такви случаи во Струмица или немало јавно објавено? Од ромското гето напаѓаат наши деца, што за жал се повеќе доаѓаат од цела Македонија, ни се селат во Струмица, и борбата за храна, за кражби, и има насилствено, тоа е исклучиво од ромските, тоа не старосведоците роми, него од овие сега доселни. Илјадници луѓе у Струмица доаѓаат роми. Така, добро. Рековте законски измени. Кој би ги иницирал таквите законски измени? Сметате дека пратениците би требало да преземат нешто, некоја партија да ги иницира, не знам, невладините организации, граѓански активисти, да се крене гласот, па да се дојде до некаква промена во општеството, бидејќи како што тргнало веројатно не оди во вистински политика тоа го направи, мислам, и со тротинетите, нели сега се најде решение, така да може да се решава и тоа. Така, доколку се сака, се може да се реши. Господа, јас ви благодарам и на двајцата за вашето вечерашно гостување. Почитувани, вам ви благодарам што не следевте и денеска. Останете со програмата на Канал 5 во продолжение и секако имајте и убав пријатен викенд.